Антикорупцијска комисија отвори предмет за тендерот кој е спорен околу државната секретарка, односно нејзиниот сопруг. Тој конкурираше со сопствена фирма, но проблемот е што станува збор за класичен непотизам, за конфликт на интереси. Јас уште во првата моја изјава ја повикав Државната комисија за спречување на корупцијата, но и другите институции кои што имаат надлежност да во истражат овој случај, доколку сметаат дека има постојат наводи за определени судирни интереси, непотизам и така натаму. Многу е важно да нагласам и ова најверојатно ќе биде последно излагање на фактите, затоа што не сакам да се мешам во постапката, да нагласам дека државниот секретар во ова министерство, а и во други министерства, не одлучува на ниеден начин во делот на јавните набавки. По Законот за јавни набавки, одговорноста за јавните набавки е на министерот и на комисиите, оделенијата кои што тој ги формира во насока на извршување на јавните набавки. И во оваа набавка, но и во останатите, државниот секретар не е ниту член на комисија, ниту подготвува техничка спецификација, ниту евалуира, ниту извршува определена јавна набавка. И од тука јас не гледам простор за судирни интереси во незиното постапување. Но оставам простор дека ДКСК можеби ќе најде некој поинаков навод. Што се однесува до овие јавни набавки за кои што пројави интерес јавноста, остануваме на располагање на Државната комисија за спречување на корупцијата, но исто е важно да се напомене дека кога одлуката доаѓа до министерот на одлука, вие одлучувате за определена компанија. Јас сега во текст се набавки за пијалоци, за кафиња, за вода, и јас во еден ден потпишувам, да речеме, 4 избори на определена компанија. Јас ниту ги истражувам компаниите кои им се сопственици, кои се вработени внатре, така натаму, ниту пак комисијата која што ја спроведува јавната набавка смее или има надлежност да истражува која е сопственичката структура, кои се надлежности, така натаму. Се работи за мали набавки во овој случај и во случаите за кои што има интерес, но немате обврска, ниту пак одговорност, ниту пак надлежност, ниту пак смеете од поглед на недискриминација вие да отфрлите определена фирма ако таа ги исполнува сите услови. Се подведувате во ситуација да ви поднесат потоа тужба за погрешно спроведување на јавната набавка. Да, велите не знаете, но од друга страна, таа комисија сега околу комисијата. Таа комисија сепак требала да види на кого му доделува тендер. Таа комисија ги утврдува условите. Дали определената компанија која што аплицирала ги исполнила условите кои што се наведени во тендерската документација и во техничката спецификација. Од два аспекти се гледа. Едниот е правниот, дали формалните услови се исполнети, вториот е техничкиот, дали тоа што се нуди е во суштина тоа што се бара. За јавноста да биде појасно, во оваа ситуација ние баравме презентацијска опрема, што значи телевизори и проектори. Ова опрема која што се порачана, таа опрема која што сте напарани, тоа опрема која што можете да најдете во било која продавница за бела техника. Не станува збор за некој екстремен случај на опрема која што не може да биде најдена, која што треба да барате, да традате. Секој можел кој што има таква продавница можел да аплицира и да учествува. Свесен сте дека не е етички. Тоа сте свезен, поставувам. Не гледам кај мене простор дека е неетичко постапување. Не, правев интервју со Билјана Ивановска, поранешната председателка на комисијата, истото на антикорупцијската комисија, истите проблеми кои беа во време на СДСМ. Знаете дека постои некаква објективност, дека што е неетички останува за било која власт. Секако дека треба да се води тоа начелото на етичност. Можеби треба да се направат измени на Законот за јавни набавки, во кој што никој од вработените, независно дали учествуваат во јавната набавка или не учествуваат, нема да можат да нивните пријатели, роднини, брачи, другари да учествуваат во јавните набавки. Но тоа сега не е случај. Јас кажав во пресконференција да ние имаме 150 вработени во ова министерство. Јас не можам логистички да истражувам каде некој брат, сестра, брат, учет работи или каква компанија има, или самиот тој може да работи после работното време. Истовремено Законот за јавни набавки ги штити постапката од непотизам, кога секој член на комисијата изјавува дека нема судирни интереси самиот тој. И во дадениот случај јас сум 100% сигурен дека луѓето кои што учествувале како комисија во јавната набавка немаат никаков судирни интерес. Самата комисијата треба да истражува.
Сега И јас честно кажам, во секој случај се согласувам, затоа и до првата изјава кажавме дека Државната комисија за спречување на корупција треба да го истражува случај, не, комисијата ваша во министерството викам. дека треба да истражува кои се собственици. А да, Не се согласувам, затоа што нема такви можности на располагање. и зошто нема? Треба пристап до, да речеме, централен регистар, податоци од бизнис мрежа, кои што ќе кажат, Ама функционерите се проблем, знаете и сам. не се можува и да се стрекунде по вас доколку законот тоа го предвидува, но поголем судирен интерес ако определен вработен, кој што работи на техничката канцелија или е во комисија, работи во друга компанија или негова брат, сестра работи во друга компанија. И тука може да постои судирен интерес. Но во дадениот случај за функционерот кој што никако не е надлежен во определениот случај, јас едноставно не можам да видам судирен интерес. Да, но функционер не би требало. Еве вие земете се. Никогаш предпоставувам никогаш не би дале на свој близок, сте едно сопруг, сопруга, што и да е. Јас Јас и друг случај и јас не ги смеам, вие сте други. јас не смеам затоа што јас си подпишувам изјава за судирен интерес. И државната секретарка при Клинчанска. Не подпишува затоа што не учествува во набавките. Тој што учествува во набавките подпишува и јас се согласувам. Секој од нас треба да се воздржува, да направи максимум напор, да се воздржува да создава спорни ситуации во јавност. Да. Затоа што се И потребуваме на критика и онаму каде што не сме за критика. И требала и државната секретарка да внима. И можеби требало да внимава повеќе низините блиски луѓе да не ја стават во ситуација во која што она можеби не ни знае дека се спроведе определена јавна. Може да значи, Видете, дека може ли секој да верува или да не верува, но државниот секретар ниту подготвува план за јавни набавки, ниту кажува кои јавни набавки треба да се спроведуваат, што му е потребно на министерството. Државниот секретар има задача систематизацијата, административната работа на министерството и финансискиот дел, буџет, односи со влада и така натаму. Но внатрешните односи во поглед на јавните набавки се строго регулирани во Законот за јавни набавки и јас сум 100% уведен дека ние сме ги почитували. Државната секретарка знаела дека Клинчарска, дека нејзиниот сопруг победил на тендерот, дека ќе аплицира. Тоа не можам да го знам, можеби знаела, можеби не знаела. И се ево ред, дали ми каже. Требала да ви каже. Можеби требало да бидам информиран порано дека има план, некој дека планира да аплицира, можеби целата постапка би се стопирала во тој момент, но на крајот кога ќе дојде одлука за избор на компанија, вие гледате компанијата, одлучувате затоа што ги исполнува условите позитивно. И јас прв пат през зимето го забележав при, како што кажав и на пресконференцијата, при подпишувањето на договорот за заедната набавка, кога вие веќе сте избрале компанијата и таа има полно право потоа да ве тужи доколку таа ги исполнила условите, а вие не сте ја избрали. Да ве тужи, но етичкиот судир останува. Има исто предмет во антикорупцијска за вашиот брат? Има 4 предмети за антикорупцијска против мене. Живеам се само многу интензивно се занимава со прво со мојот имот, па потоа со моето семејство и така натаму. Ја поздравувам работата на Државната комисија за спречување на корупција и по излегувањето во јавност со нивните податоци. Ко задржувам правото јас, можам да кажам и моето семејство, да тужиме за навреда и клевета. А зошто сите рушеле за беде и клевета? Имаше например клеветничко однесување кон моето семејство дека работат на работни позиции на кои што не работат, дека добиваат плата, бодови кои што не ги добиваат, дека се ангажирани на начин кој што е. Каде се? Каде работи вашиот брат? Јас не можам детали да споделувам за неговата работна позиција, тој вработам во Агенцијата за национална безбедност, на работно место кое што соодветствува во целост со неговото образование, работно искуство, систематизацијата и активностите кои што ги работа. Систематизацијата на АНБ е класифициран податок и затоа од првиот момент јас не излегувам во јавност да коментирам по ова прашање, но ќе се произнесам по Државната комисија за спречување на корупција, ќе излезе со точни информации за работното место и дека не постои никаков ниту непотизам, ниту судирни интереси, ниту пак дека тој или било кој од нас е на позиција која што не сме да биде со закон и да е спротивно закон. Предходно работел во од 30-та кој е набраутен во управа. Тогаш има логика да остане таму да работи. И да и задобие да се билам никаков просто за маневар, за незаконско постапување и затоа се радувам на работата на ДКСК која што ќе утврди сето. Добро, за вашиот татко тој е советник на премиерот. Тука гледате ли непотизам? Го имам искоментирано и ова во јавност. Избран е на позицијата од страна на премиерот во кабинетот на премиерот. Тоа не е одлука на владата.
Јас не сум бил вклучен во изборот, ниту во гласањето, ниту постоело никакво гласање и неговиот однос е со кабинетот на премиерот. Неколку пати повторувам дека е чест за нас како семејство да мојот родител биде на таква позиција, затоа што тоа го има заслужено со 40 години стаж. Токму на овие прашања на безбедноста, на одбраната на државата, на заштитата на националните виталните интереси и жал ми е што власта претходна не го искористи неговото знаење и искуство кога тој беше активно вработен во Министерството за внатрешни работи, туку последните години упълно никаков ангажман не му беше даа пред неговото пенсионирање. Околу другите предмети во антикорупцијска комисија? Колку што сум информиран, има еден предмет за мојот имот, исто така Што е проблематично? не би знаел, затоа што добив допис од антикорупцијска комисија дека истражуваат банкарски сметки. Го поздравам и тоа нивно работење и претпоставам дека скоро би требало да заврши, бидејќи ова е некој постар предмет. Привто истражувано лице. Зошто е тоа така? Имате ли објаснување? Имаме едно објаснување кој што можеби држи вода, можеби ќе звучи претенциозно, а тоа е дека од министерство кој што беше заборавено од очите на јавноста, Министерството за информатичко општество, тогаш и администрација, направивме министерство кој што е препознатливо, кој што има 120 нови услуги за граѓаните, кој што граѓаните го препознаваат затоа што им го олеснува начинот на живот, кој што има нови проекти, кој што ги заштитува интересите на граѓаните во дигиталниот свет, кој што носи стратегии, закони, кои што ниту една досега не се направени. Нормално кога привлекувате внимание кај граѓаните, очекувано е некои зли јазици да работат против вас и јас со тоа што сум го прифатил ова место го прифаќам и тој негативен напад, но останувам на ставот дека имаме право и да се браним. Вие сте најнапаѓан министер во владата на Мицковски. Па колегите имаа интерпелации, така што можеби така сум во една група на напаѓани министри. Да. Не е пријатно. Не е пријатно затоа што јас би сакал повеќе да се посветам на работата која што ми е тековна и сакам да го користам можноста во јавноста со која што имам и со меѓуните со кои што имам одлична соработка да промовираме нови работи кои што се од корист на граѓаните, не е моја лична корист, но во ред, сите прашања се служуваат откуп. Сега околу вашата работа, веќе колку години се говори за дигитализација и проблем останува оваа дигитализација, многу малку остана на оваа функција, на оваа позиција. Има ли воопшто некаков напредок? Граѓаните не гледаат некаков напредок. Па не би се сложил. Имате ли некаков, добро, но имате ли некаков рок? Претпоставувам дека мора да имате некаков рок каде што ќе видите навистина дека нешто функционира. Јас имам 4 годишен мандат во кој што сум се заложил да на крајот на мандатот најголемиот дел од услугите, ако не и сите услуги за граѓаните, бидат оздадени онлайн и еве 3 работи кои што се достапни во моментов и активно се користат. Извод од матичната книга на родени кој што се добива онлайн, извод, односно уверение за државјанство, исто така се добива онлайн и имотен лист кој што исто така се добива онлайн. 3 услуги кои што не постоја, а сега се достапни за граѓаните и се едни од најкористените услуги за граѓаните. А задача во наредниот период е граѓаните да го запознаат порталот за услуги, да се зачленат на истиот и да ги ползуваат придобивките од истиот и за да тоа не биде успешно и за да нови услуги закачиме на порталот, мораме и нови институции да закачиме на платформата за интернет. Кога ќе биде тоа? Ќе комуницира. Тоа е најважно. Тој процес е започнат в мрежа. Тој процес е започнат и се одвива со посакувана динамика. Во 6 месеци имаме 10 нови институции, приватни и државни, кои што се закачени на платформата. Банките, телекомите ползуваат информации кои што по закон смеат да ги ползуваат, институциите исто така и во наредниот период, 4 годишен период, наша задача е сите институции да ги закачиме на платформата за интероперабилност. Направивме во овие 6 месеци таа да биде поевтина за закачување, чинеше околу 20.000 евра за закачување на една институција, што го правеше процесот тежок за определени институции. Сега сумата е драстично намалена и вклучително со тоа, со ангажирањето на нови институции, вклучувањето на нови институции, ќе имаме и нови услуги за граѓаните. Околу 6 месеци изводот секогаш ле прашуваат кога ќе се важност на изводите, нели, за родени, кога ќе конечно ќе се вмрежат овие институции, веќе да заврши. Тоа е едно чудно прашање што често го добивам. И во многу сарвани бара 6 месеци извод, не постора 6 месеци. Второ, никој од нас не вади извод пошто дома ни треба извод. Тоа често го кажувам. Туку ни треба за да искористиме некое право, за да добиеме некоја услуга од државата, така натаму. Да, кога ќе поентата е секој закон ќе мора да го смениме. Секој закон кој што побарува ќе мора да го смениме, а информациите по службена должност институциите да ги прибираат. Да. Добар пример е дозволата за оружје, често ја споминува.
обврска по новиот правилник во МВР е тие самите да ги прибираат информациите за вас. Таму веќе не носите извод од матична книга, не носите потврда за неосудуваност, за казнена евиденција. Тие самите ги прибираат информации. Но другите, Од службена должност. другите институции, Најголемиот број не. Најголемиот број не, со тоа се согласувам. И наша задача во наредниот период е, освен технички, јас го техничката форма е присутна, но законските измени доаѓаат и во надлежност на моите колеги и се надевам дека во наредниот период ќе имаме исто поголема активности од останатите колеги. да, кои колеги? Се радувам на активноста, да речеме, на финансии, на Министерство за внатрешни работи, енергетика. Каде гледате проблем? Има многу простор за работа во сите останати министерства. Јас сум свесен дека не може да биде прв приоритет дигитализацијата кога вие имате лекари кои што не добиваат добра плата или социјални случаи на кои што им треба помош, деца во градинка, деца во училиште, кои што се приоритет на секоја тие министерства, но ме радува тоа што сите колеги зборуваат за дигитализација како еден од столбовите за развој и се надам дека по оваа стабилизација од првите месеци сега веќе посветено ќе се фокусира. Свесни сте дека може би еден од проблемите што не може да делегираат мантат работа на администрацијата, зашто таа е гломазна, не е ефикасна. Тука вие Фали експертиза во делот на дигитализација во секоја дисциплина. вие работевте во Министерството за администрација, бевте министер, Да. преснички, архишки министар, така ги знаете проблемите. Има проблеми, но со добра реорганизација внатре, мислам дека ниту еден не треба да го изгуби работното место и истовремено на секој треба да му се даде задача. Се разбира. Оние луѓе кои што нема да сакаат да извршуваат работата, треба честно да се заменат. Ако има луѓе, голем број од вработените во јавната администрација работат и при. Ама само нема да се замени. Ако им давате задачи, им барате одговорност на тие задачи и вршите определен позитивен притисок, ајде да речеме, мислам дека оние кои што не сакаат да работат, кои што ми е полесно во приватниот сектор, ќе се Да, ама потребен е, знаете сам, нов закон за административни службеници, нов закон за раководните органи. Сето тоа го знаеш. Сега тие работи се многу клучни. се согласувам. Да. Потребни се закони, дали че со постоечкава законска рамка имате можност вие да барате поголем ангажман од вработените и ако тие не го исполнуваат да преземете соодветни мерки. За жал не сегде се преземаат. И па тоа е во контекст на штрајкот на вработените во вашето министерство. И не само вашето министерство. Бараат поголеми плати, а знаете колку е ефикасноста. Се соочекам со една чудна ситуација во ова министерство. Од една страна има околу 50 на вработени кои што со години имаат завршен факултет, а нивното образование не е признаено и со тоа не можат да земат повисока плата и да напредуваат во служба. Истовремено се барањата за еден ранно зголемување на платите беше бројката ставена 30% или ништо. Да. Се обидовме да преговараме, да разговараме, да најдеме некој заеднички јазик. За жал немаше слух за едно скалесто зголемување на платите, а во исто време признавање на факултетот на овие луѓе кои што И сега што ќе да. и завршиле факултета никогаш, Што е, како ќе се над бидејќи ситуацијата заврши со нивно напуштање и протести, ние преземавме друга активност да на сите вработени кои што завршиле факултет сите овие години, постапно им го признаваме факултетот и може да си го возможат правото да напредуваат во кариера, затоа што дел од нив се навистина многу квалитетни и си ја вршат работата, ова е законско право. А оние кои не ја вршат работата, имате сигурно партиски кадри, свесни се за тоа. Не е проблем партиските кадри, поголем е проблем што се вработувале луѓе на кои што не им се давани никакви задачи. Тоа го менуваме со отварањето на центрите за услуги во сите градови од државата. Им даваме задачи на луѓе кои што 10 години немале скоро никакви задачи и втора на луѓе кои што се тука во Скопје добиваат многу поинтензивен распоред на работа и ги нарекуваат индикатори за успешност колегите со кои што мериме кој колку се завршува работа. Заслужуваат ли поголеми плати? Оние кои сте свесни дека не работат, велите не е проблем партиската книжка, проблем е, знаеш, заслужуваат повисоки плати оние инженерите, дефицитарните кадри, сметководители, лица кои што работат во економскиот сектор, во финансискиот дел, архитекти, урбанисти, инженери во другите институции, но секако никој не заслужува плата кој што не се врши работа. Не е повисока никаква плата, не заслужува тој што. Заради тоа желам треба да се направи некаква селекција. За жал е ригиден сегашниот закон, многу е полесно вие да
казните или раскинат договор на некој во приватниот сектор, отколку во државниот сектор има голема заштита. Се сакало неверојатно се заштитат од политички реперкусии при промена некаква на власт, но со тоа имаме јавна администрација која што е презаштитена и која што не е научена на мобилност, на унапредување, па Добро, како тоа ќе се реши? Тоа е проблемот. Во домен на Законот за административни службеници, Закон за вработени во јавен сектор, кој е колегата во Министерството за јавна администрација, но мора да се поттикне мобилност. Мора да се поттикне тоа дека ако некој е добар тука во министерство, треба тука да го задржиме и да работи. Току некој сака да замине во друга институција, таму ќе биде попродуктивен, треба да замине. Ако некого треба да го казниме, да го казниме. Ако некого треба да го напрема, тоа не виста ура фрезим, тоа. Но сегашниот систем многу риге. Многу риге. 60% закон да Вие работите со зададени карти. Не можете многу да чекате нов закон. Во изработка е новиот закон И имате што жолк за јавна администрација. Немам информации до каде е постапката, знам дека имаше определен текст, имаше разговори, но не сум сигурен до каде. немате доволно IT инженери, предпоставувам. Тоа е. Никаде во државата нема, па и во ова министерство. Кажете ми кој е начинот тоа да се среди? Па мислам дека Што дали има начин? има стратегија, дел од државите рекле ќе вработуваме само млади, директно од факултет, затоа што тие сакаат искуство. А пазарот на труд не ги прифаќа ако немаат искуство, очекувајќи дека од 20 вработени 10 сигурно ќе се заменат. За една година, за 2 години ќе заменат кога ќе стекнат искуство. Тоа е политиката на Полска, Финска има таков пристап. Други велат ќе ги задржуваме со обуки, со конференции. Мислам дека сега треба да се направи еден хибриден модел во кој што дел од вработените сте сигурни дека ќе ги вработите сега од факултет и сигурно ќе заминат, но вложувате во нив, а потоа ти одат во приватниот сектор, но сигурни сте дека и дел од патриотски причини, од фамилиарни причини, сакаат повеќе стабилност, сакаат да креираат политики, сакаат да патуваат на конференции, на семинари кои што не ги дава приватниот сектор, ќе ви остане. Така што еден таков модел се обидувам да развивам и мислам дека оваа година ќе има усти. Колку имате IT инженери? Од 150 вработени, од прилика бројката околу 40-45 IT инженери. Различни телекомуникации. Кои ви требаат? А че можам да вработам уште 40 истиот момент, го пило. Имате ли објаснување зошто Србија, Албанија се дигитализирани, Прво, а не Македонија? прво многу сериозна политичка волја. Да. Нешто што кај нас постоеше до 2012-13 година и ќе се сетите дека тогаш агенцијата за катастар беше целосно дигитализирана, непоимливо за другите држави. Тогаш први имавме платформата за интероперабилност, непоимливо за другите држави. За жал од политичката криза наваму се изгуби фокусот кон дигитализацијата и се друго беше поинтересно и по-приоритетно од дигитализацијата, а Министерството за информатичко општество тогаш беше давано политички на помал коалиционен партнер, на задоволување на теснопартиски интереси и втенце фокус. Затоа што дигитализацијата не е скап. Дигитализацијата е многу поевтина од изградба на пруги, автопати, водоводи, канализации. И секој денар вложен во дигитализација трикратно се враќа. Така што мислам дека политичкиот фокус е одговорот. Србија го има, Албанија го има веќе одредено време и мислам дека кога ќе изгубите фокус од тие прашања, веќе го губите фокусот од напредокот. Напредокот и иновациите во денешното време е напредок во дигитализација. Не може да замислите напредок без дигитализација. Корупцијата е спречувањето на корупција, решавањето на корупцијата, побрзи и поефикасни услуги за граѓаните, достапност на сите услуги до сите граѓани, ако сакате инклузија, еднаквост, никој да не биде исклучен, иновативност, економски перспективи за граѓаните, напредок за бизнис секторот, тоа се сите придобивките од дигитализација. Благодарам за Благодарам јас.